Почитувани од свет каде што вистината и лагата често носат исти наслови, а ексклузивно значи се освен проверено, јавната сцена станува совршен терен за манипулација. Естрадата, некогашен простор за уметност и забава, денеска е поле за сензационализам. Кој ги креира лажните вести во шоу бизнисот? Зошто лажните вести се кликливи? И што значи тоа за довербата во новинарството? Вечера во проверите со третото издание, наши ваш гостин е господинот Антонио Димитриевски, новинар, човек со 4 децениско, би рекол, искуство поврзано со шоу бизнисот. Добро вечер, добре деде. Добро е, најдов, драго ми е дека сум гостин. Скокотливи ти се прашање, односно воведот во темата, мора да признам дека ќе ме ставиш на жежо кога, нема ќе се обидам да не излезам испечен. Ќе биде голем успех за мене ако успеам да го направам тоа. Се надевам. Познавајќи колку добро знаеш да играш во јавноста и во секој случај ќе пробаме да подигнеме моц интересот кај нашите па и помлади гледачи. Апсолутно. Со оглед на тоа дека 4 децении можеби на некој начин јас сум ти современик. Во сето она што го имаш работено, сеќавајќи се на се што го правиш. Кажи ми, да кажеме за помладите генерации или условно кажано за оние постари што заборавиле, што те натера, како почна, како влезе во новинарството, зошто почна да се бавиш со шоу бизнисот, која беше приказната на почетокот за тоа да го правиш? Види, генерално јас пред тоа свирев по бендови, меѓу кои Меморија беше најпознатиот бенд и тогаш го снимивме. Првиот албум дојде негде 90-та, 89-та, 90-та година. И претходно пишав текстови за бендот, не сите, некои од текстовите се разбира. Имам некоја жичка на мајка ми која е несуден поет, Бог да ја прости, било од она прва послератна генерација на поети Михо Атанасовски и така натаму останати. Меѓутоа, знаеш, жените во тоа време се уште биле старите баба ми, дедо ми, конзервативни луѓе, па сега по тие литературни кружоци едно друго, ваму таму, па вака, така, треба да се учи, треба да се работи и војко ми бил тој што треба да студира, мајка ми тој што треба да заедно со дедо ми ја поддржуваат фамилијата и така тоа останало. Подосна заврши како банкарски работник цел живот и ништо од поезијата. Ама остана еден куп дела ги имам и дома песни напишани, тоа некако ме инспирираше да почнам да чепкам и да почнам ја да пишувам. И една случајна средба со тогашни луѓе кои ми беа современици генерацијски, меѓу кои Николче Младенов. Се видовме и вика, што правиш ти? Што не... Викам, нешто е, па пишувам песни за ова, ваму таму. Ајде, што не дојдеш да пробаш нешто? Не сум ја, му викам за тоа, не сум пишувал никош. Ајде, дојди ваму. У меѓувреме татко ми патувајќи со воз за кај Белград се запознаа со Тоци од студентски збор, тогашниот уредник, професорот. Тоци. Така. И му рекол, истата приказка, вика, доека јас со студентски збор и сега доев да се најдам меѓу, знаеш како, меѓу два колосека лево или дес. И тргнав прво студентски збор. Ама како отидов таму, бев едно 2-3 недели, меѓу време ми вика, кај си нели ќе доаѓаше? А му викам, ајде дојди вам, осте ти студентски збор. Млад Борец е поозбилна, посериозна фирма. И ај тргнав. Од Млад Борец и така тргна приказната. Хонораре се едно друго, тек на времето. Да беше студентски збор, се беше или премиер или председател на председателството таму, нели Топурковски Бранко на времето. Беа и други, не, има Зоран Димитровски беше главен уредник, министер и така натаму. Има, значи имаше можност за политичка кариера. Овде не баш. Добро, Млад Борец беше на некој начин со насловенечко едно списание, како се викаше? Младина, една авангарда во тој момент. Младина и Полет, хрватски, значи беа простор каде што носеше на некој начин предвестникот на демократијата. Така, предвестници на демократијата ги рушеа оние зараѓани закоравени норми во социјализмот и сите нус појави овој кој ги носеше тоа време и едно време беа дури забранувани Младина во Словенија секако, овде од прислушкувања до полициски акции, раци и така натаму, ама сите прогресивни луѓе почнаа да не дружат, да доаѓаат во Млад Борец, да од не знам тогашни па и сегашни актуелни политичари, па дури и лидери на оваа партија на ВМРО ДПМН биле соработници, пишувале своји песни и пишувале своји текстови во Млад Борец и така натаму. И така тоа функционираше се доека не пукна политичката пролет, доека не се случи осамостојувањето
и кога веќе тоа се случи, Млад Борец веројатно ја заврши својата функција, иако за жал заврши неславно, секоја не знам колку знаат гледачите, слушателите, како и да е, дека Млад Борец е всушност првиот печатен медиум на македонски јазик. Нова Македонија е првиот дневен вестник, така. Ама Млад Борец е да лопушник во 43-та на Шапилограф е првиот број дали Владо Малески или беше не ме држи за збор. Значи првиот печатен медиум во Македонија на македонски јазик, уште војната траела. И да го имаат тоа англичаните или германците, сега ќе бевме во не знам кои музеи со не знам какви, ама кај нас како стојат работите за се и се што и тој така заврши на крај неславно, немаше кој да го финансира, се угасна и по сила на нештата ние тргнавме секој по своји патишта. Уште за време на Млад Борец, една екипа, меѓу кои и Младенов и некои други луѓе, се појавуваа на македонската телевизија, по овие пулсирања младински емисии. Во една нова сезона им требаше човек кој третира музика, разбира музика, ја уште од... Мислам дека лето беше првпат кога се појави на пулсирање. Па така беше лето, ова лето, време, не беше баш лето, беше сезона, она пред завршување некоја мај, така негде јуни, отприлика крај на мај, мислам дека беше. И така тоа тргна да функционира. Така. 30 Па 90 и... Не, 89. 36, 37. Не знам така некако. Машала. Од како да ти кажам, од 2000, односно 1996 веројатно се занимавам со новинарство до година 4 банки, а ова негде 86 уствари, ова 91 некаде се случува и така тоа тргна. Пулсирање функционираше. Еве, ме интересира тогашниот твој став во однос на новинарството, да го кажуваш како бил. Дали имаш промена до ден денеска во твоите ставови од целата таа приказна? Генерално... Дали нешто ново има во твоите размислувања или уште си во таа приказна и со такви ставови принципи? Знаеш како бичикле, се брусиш од тек на времето, знаеш, колку да си, или си ќумур или си диамант, ако си ќумур ти изгориш у печката и толку ќе ти заврши кариерата. Ако си барем малку не мора се демант некаков драг камен, макар и рубин бил, треба време да се избруши, знаеш, не секој што ќе го најдат у карпо одма го стават на прстен или на ланче, така? Му треба време на рафинирање, на брусење, со тек на времето, тоа си ти млад, леташ, пливаш, знаеш кај те води струјата, па ти по неа, со тек на време знаеш и да подзастанеш на брегот, знаеш малку и низводно да почнеш да пливаш, знаеш да се скриеш под некое камче, знаеш да скокнеш над вода кога треба. Ги учиш сите финти, сите трикови, сите стапици. Дали значи тоа дека кога старееш стануваш помудар или поплашлив? Не, помудар и поискусен. Ја плашлив не сум бил никогаш и сега отворено зборувам. Ја немам проблеми со стравот. Имам проблеми, како да ти кажам, со начинот до какво непрепознавање е доведена суштината на измамата во не само оваа земја, генерално на овие простори балкански. Се што е, како да ти кажам, квалитет е стаено под тепих, све што е од под тепих за уѓубре стаено е над тепих, или има една добра песна, вели дното е на врвот, а врвот е дно. Значи, си учествувал практично во два многу интересни процеси во независноста на Република Македонија. Влегуваш активно во медиуми, во новинарството, го носиш оној бран на музика, практично кажано. Меморија представува еден нов бран на македонската музика, во тоа време, да, ама со меморија, ако памтиш, независноста се прогласи на площад. Имено тоа сакав да кажам, значи... Добро, ја не бев веќе тогаш, значи бев тазе излезен. Да, имаше, нели, некои мали градации на македонскиот рок се појавува, што знам, не баш класичен поп би рекол, Ена Веко, се појавува многу, знаеш, гледај, со самостојувањето, ни се пружи историска шанса ние да направиме поп сцена и ја направивме. Заради тоа што во Југославија беше тешко, као што и сега тешко, да ти пробиеш да дојдеш до Белград, до Загреб. Ние со меморија и пробувавме, ја имам и документации, кима на крајот на годината е ексклузивно да најавам 40 години меморија, кима и специјална изложба, кима и
промоции, ќе има едноставно обележување на тој јубилеј со документарен филм, со и така натаму, не ги откривам сега сите работи, и тогаш ќе ги имат сите тие материјали. Ние сме свирали и во Белград, и во Бор, и во Ниш, и во Зајачар, лично знам, сум бил дел од тоа. Ама никогаш не можеш ти да станеш бајага и чорба, затоа што си ги штитаа своите. Има своји издавачки куќи, има се. Има едноставно менеджмент, Белград и Загреб беа местата кај што се сливаш. Ама ние ја искористивме онаа шанса на оној вакуум. Пукна војната на просторите на бивша Југославија, се прекинаа тие комуникации нивни меѓусебни, ама и ние со нив, знаеш, преку медиумите дознаваме што, ама не на културен план, на музички ништо не се случуваш. И сега, ако баш кога се распадна мрежата на ЈРТ и македонската телевизија, ако до сега правела една емисија, па другите 6 ги зимала од Белград, Загреб, не знам, Љубљана, сега треба, значи имаш 6 емисии, својата една 7 по 2 сата, ете ти го денот си го наполни. Сега треба сам да го полниш денот. И како тоа, и тогаш нас ни дада шанса како водители, како луѓе кои се занимаваат со тоа, како музички новинари, а од друга страна естрадата доби шанса. Ако до сега стигале песни од едни и други, наеднаш нема ништо. И тогаш македонските изведувачи ја добија прилика да сами направат нешто. Се отворија студијата во македонската радио, односно музичката касетната продукција, Камиказа тогаш и беше, Јане Коџобашија беше, ги отворија, па се појавија, не знам, оние кои веќе беа некакви имиња, Автограм, Джокси, не знам, едни други, снимаа своји песни, од друга страна почнаа да се појават нови имиња, како Ареја, како Ристо Бомбата, Ена Веко, знаеш, едноставно, Кукулеле и така натаму, мораше да, односно Ластовица, тогаш Владо и Роберт, мораше да заживее сцената сама да се формира. И ние искористивме таа шанса. После дојде нов бран со Дарко Димитров и со овие поновите имиња во тогаш, не знам, Јован Јованов, Магија и така, да не ги набројувам се сите. И некаде од 90-та па до некаде 2000-та, максимум 2001 до војната. Да. Нашата овде зборувам, значи до конфликтот, ајде како што го викаат. Боже ме конфликт, нешто друго беше, сеедно. Значи, имавме една сцена која беше, бога ми на моменти, и подобра од регионалната, а за ноќниот живот, не сакам да ти раскажам, хард рок, останатите клубови, академија, значи, од Белград доаѓа, таму беше полициски час, ништо Милошевич режим, знаеш, хаос, доаѓа од Белград, знам луѓе, пријатели ми доаѓа во сабота, во петок, сабота или во недела, да доаѓат во овде на забава. Бевме Скопје процвета и Македонија генерално зборам на овој план. Ама и многу лоши работи со тоа влегоа. Практично почна онаа приказна со лажни вести во македонската естрада, со местенки едни на други. Дали е прво од позиција на музичар, на член кој што бил на меморија, дали некогаш меморија била подложна на лажни вести, приказна да ве скараат меѓу себе некоја друга работа. Добро, сега ќе ти кажам. Не тогаш кога постоја печатените медиуми, кога постоеше радиото и телевизијата, односно беа во полнцеј. Со појавата на социјалните мрежи и особено онлайн медиумите, лажните вести експлодираа, процветаа. Да. Значи, знаеш зашто? Сега ќе ти кажам зашто. Кога си ти во овој бизнис, ти си новинар, ама колку да си способен или неспособен, сигурно си чувствуваш една одговорност да тоа што ќе го пласираш, напишеш, споделиш и така натаму, објавиш тогаш, не споделиш, биде, знаеш како, има етика, има морал, има некаква самоконтрола во себе која не ти го дозволува сето тоа. Со појавата на социјалните мрежи, секој може да биде новинар, така? Секој може да седне и да напише што сака, колку сака и како сака. Со онлайн медиумите, кои немаат ни импресум, 99%, немаат ни име и презиме, ни главен уредник, ни адреса, ни телефон, па ќе ти пуштам вест каква сакам, кој што ќе ми каже. Да. И што може да ми направи на крајот на криштото? Што може да ми направи на крајот на криштото? Конечно не се ни третираат како медиуми, не влегуваат се уште во закон, што е чудо едно. Слушнав инфлуенсерите, Мија Костова некни ми беше гостин, во собрание ќе се расправило инфлуенсерите професија да добијат. Ма како може да биде тоа професија добро? Не знам, ама ако инфлуенсерите станат, влезат во институции, а онлайн медиумите уште ги нема, не знам што да кажам. Дали мислиш, Антонио, дека последниот квалитетен медиум, условно кажано, во Република Македонија поврзан со естрада, беше неделникот Екран од Нипот,
Јас се сеќавам да беше привилегија некој од естрадата да се појави на насловна страна на екран, па имаше посебен дел што еве за фолк музика, Виолета Хаџискерлева каде што ги изгледаше со една добра анализа, па таму беа кавгите условно кажано дали е квалитетна песната, дали не е квалитетна, дали е добро отпеана. Заслужува за насловна, не заслужува никој не гледаше како изгледа човекот. Значи ние сите се сеќаваме порано музиката ја слушавме. Сега ја гледаме. Во право си максимално. Порано беа критериумите поинакви. Генерално системот на вредности падна, го урна системот на сите сите сегменти на сите полиња и се разбира и на полето на културата, естрадата и така натаму. Ти кога ќе го урнеш системот, ние се време зборуваме системот ние го правиме, ја ти луѓето го прават. Кога тие новинарски бардови на крајот на краиштата престанаа да постојат, зашто престанаа да им постојат медиумите. Екран го укина, Нова Македонија како ни престана да постои. Да. Се појавија приватните медиуми, приватните газди ги интересира профитот и ги интересира денес системот број на лајкови. Лајковите носат реклами, пошто агенциите гледаат колку си те има на рейтинг листите или не, а за лајкови е најлесно заради тоа што најступидната, најпростата работа, па ти гледаш дека TikTok е најпопуларен, глупости на него прават. Ако се соглечам гол и оде се појавам сега пред тебе, знаеш каква гледаност ќе имаме. Шоу ќе биде. И сега да го исцујам, не знам, председател некого, не е битно. Дека насловот може да биде практично простор за кликнување ваму тама, веста да биде сосема друга. Кромит, како велат. И тоа стои заради тоа што добро, види, насловот е битен, нас не учеа во новинарството, знаеш како велат, она што велат србите лице продае пица или нешто велиме излогот ја продава робата, стоката, така, производот. Ако не те привлече излогот, нема не ќе одминеш продавницата. И исто и ова. А што ако е празна продавницата во натрија? Меѓутоа, проблемот е тоа што само излог има. Генерално е што само излог има. А ако имаш само излог, а немаш роба внатре, што кај е проблемот? Значи лажеш? И еквивалентно на тоа се лажните вести. Прво се направени за лајкови и кликови, а уште пострашно е кога се направени за задоволување или исполнување поточно на некакви други интереси кои се политички, економски, не знам, други тешки теми, сега да не навлегуваме у тоа, зборуваме за овој сегмент, кога имаш ти лажна вест за работи од кои може војна да избија, не дали ова ги покажала гакичките или не ја покажала тангата. Токму тоа ми беше следното прашање вака интересно, политичарите обично сами не си пуштаат на себе лажни вести. Обично за други пуштаат. Дали луѓе што се во естрадата за да привлечат одредена внимание, да бидат главни интересни, самите си пуштаат афери за себе? На моменти да, на моменти не. Особено повеќе кај северниот сосед и во регионот, знаеш, тоа е со тоа како се види реалните шоу стана, како ти кажам, јавна куќа за на телевизија, бордел за на ТВ, ама нема врска. Генерално го имало и тоа и овде, меѓутоа, знаеш, ако ти тоа го направиш со доза на умешност, не е тоа лажна вест. Тоа порано се викаше у новинарството да пуштиш болва или новинарска патка. Нешто Бреговиќ го правеше многу утро, да речеме, со бело дугме. Не знам, од секоја можна ситуација знаеше да претвори од своја корист. Од, не знам, сообраќајката кај што басистот Зоран Режич крши прст, му падна па до апсењето на ипе со дрогата, па до не знам, со бебек. Да, мислам, знаеше тоа да го спакува и да го продаде. Овие се толку несевични, ама знаат понекогаш да нешто спакуваат во насловот и да тоа ти кога ќе го видиш леле и кога ќе го отвориш после гледаш дека пробува не знам, сладкар уапсен, овој претепан, овој имаше неколку такви. Ама тоа е како да ти кажам, обид за маркетинг кој брзо се провалува. Кратко трае и го губи кредибилитетот тој што го пушти. Можеме да кажеме дека пробуваме да направиме барем во шоу бизнисот во Македонија копи-пейст на работата на нашиот северен сосед. Значи екран го спомнавме преска. После екран имаш уште два обиди по мене за правење на медиуми, говорам
пишувани медиуми, Печатени, да. печатени медиуми, едниот беше на Дуле Мичиш, не ми текнува како се вика, Свет, и другиот Дома, беше тоа е на... пак производ Свет, само македонско издание, но на што Да, и- србите го И правеа. второто беше на покојниот Зоки Фаци Крема и како се викаше. Крема, тоа но- беше на во- А1 телевизија. Кратко траја. Имаше го уште- спуштија нивото страшно многу на комуникација, почна веќе да работат со приватниот живот на луѓето во едно општество кај што сме 2 милиони, каде што секој со секого се знаеме. Дали тогаш почна падот, крахот на новинарството во условно кажање доаѓање на ова дерече во кога се работи за естрадата? во Не, Република пак ќе ти Македонија? кажам, со појавата на социјалните мрежи генерално падна нивото во новинарството, а со сето тоа и овој, знаеш, поча ако секој може да биде новинар условно, да напише на Facebook, на која год да е на Twitter X, како се вика сега и така натаму, да се сними на Инстаграм, ток веќе не ти треба фотограф, не ти Технологијата исто го направи своето. Појавата на како се вели на смарт телефоните. Сега секој има камера, може да те сликне кај сака. Секој новинар. Секој новинар, секој папарацо, така? Да. Ти не можеш да Баш така. седнеш да се напиеш со некој ќе те усликаат. Сега и сега знаеш приказката беше пијан како ќе докажеш дали бил не бил, не може преку слика, ама го гледаат дека Плюс има и, да, и програми за монтажа има. Да, Имаше не правам еден сега со- политичар така го направио дека нас... Следниот чекор на катастрофа ќе биде појавата на AI, на Artificial Intelligence, односно вештачката интелигенција, кај што гледаш дека Трамп ти свири гитара, Путин армоника и знаеш, значи тоа ќе биде дефинитивно. Тогаш веќе нема да се знае дали е вистина или е лага, дали е монтаж, затоа што ќе го доведат до такво совршенство да биде реал тайм. Да. Еве до тоа време, кажи ми сега, во ова време, со твоето искуство, како препознаваш лажна вест? Како ја препознаваш? На искуство, одма да ти кажам. Така? Затоа е битно да, кој имаш медиум, да имаш уредник кој не е она што велиме ние Шилјо Куран, него да не е копилј, него да е некој кој има минат труд, го поминал. Мене тешко ќе ми подмешнеш лажна вест. Прво, имам шанси да ја проверам, оти сите ги знам. И моја генерација и после моја генерација. Второ, имам доволно минат труд да го почувствувам тоа, знаеш како, као куче кое има мирис на 20 километри, ко ајкула. Знам да намирисам крв од далеку и мене ми е јасно дали тоа поминува или не поминува. Не викам дека сум идеален и не можеш да ми излажеш. Може, ама многу потешко отколку некој условно мочко, нека не ми забележат на изразите, ама по-скопски ако сакате. Да. Стара скопска. Шилјо Куран. Кој ќе му подметнеш овој многу полесно вест, Да. која е лажна или која и да не е лажна е така спакувана да тебе ти оди во полза на штета на некој друг. Половистина, она што сака да го чуе некој, нели, да му биде како интересно. Значи, на твоја Добро, штета. токсично ли е тоа? Опасно ли е? Тие вести? Види, за естрада и не толку, може да биде, не можеш ти нечија кариера да толку уништиш со едно такво, ама ако е врзана за приватен живот, е страшно сега. Ти не можеш да кажеш дека некоја пејачка која е мажена или не знам, која има сериозна врска, си ја спакувал така да утре има проблеми у бракот да треба да се остава. Од тој аспект остава дека кариерата ќе ја растуриш, не верувам, ама генерално е опасно за некои други работи. Ако се политики на друго ниво упрашање, знае да биде опасно. Па ти виде бомбите што направија. Пола беа, не знам како, и пакувани, и она што кажа лажни сечени, лепени, монтирани, така вика некој. Добро, окей, извадено од контекст тоа што некому одговара, некој може да беа и вистинити, сега не сме имале можност ние тоа да проверуваме, ама генерално ја одиграа својата улога. Тоа е тоа. Да, токму тоа сакам да те прашам следно, дали некогаш си се соочил со јавен линч, со хајка или закани заради тоа што нешто си објавил? Или си пренел некоја вест? Дали ти се случило тоа во кариерата? За 12 години, еве, колку работам онлайн новинарство, претходно сум бил водител музички, тогаш немаш, знаеш, ама кога си во овој тип на новинарство кај што, јас не сум имал закани од типот дека треба. Имало неколку пати каде што се обиделе она, аве те молам, тргнија, знаеш, значи, прво ги прашам, добро, извини, ако треба ти да ми го уредуваш медиумот, окей, онда да ја да седнам, седни ти на мој стан, ама не знаеш знаеш како. Веста е
Знаеш кај е другиот проблем? Кога беа печатени медиумите, тиражот отишол, не можеш да го видиш. Сега избриши. А ја еве и да избришам. Ама знаеш, вестите не само што стојат на порталот, на порталите, туку сите портали вестите веднаш ги споделуваат на своите групи на социјалните мрежи. И ти имаш се 1, 2, 3, 5 групи колку има, кои имаат по 100.000, 120.000, 5, 6, 30, 40.000. И кога ќе видиш дека таа вест отишла кај 250.000 луѓе, од кои можеби 10 ти постоја прочитале, ме прочитале 25.000 луѓе. Што 25.000 луѓе кои ќе прочитаат, ти бришел, не бришел. Чаве ти е белјата. Отиде возот. Белјата е пуштена добро, како вика. ајде ќе избришеме, ама отиде на кај сите ја виделе, готово е. Кажано е веќе, како велате, толку е кај нас, нели еднаш кога ќе отидеш што Залепа етикета, па ти брани се. Абе, ово е геј. Абе, не, како сите зборат, па напиша, видео, бе. Да. Ти иди па се објасни си или не си. Мислам, за некој не е страшно, за некој е страшно, ама кој како ги поима нештата. Добро, ме интересира како да се бориме против новите форми на дезинформација, токму преку овие нови форми на медиуми, електронски претежно. Има предлог закон во собранието да има барем 3 запослени, па една политичка партија вели 1 запослен. Па зашто 1 запослен? Како можеш да водиш медиум? Дали е запослен или запослен, да. Ако пише лажни вести. Еве, 3 запослени, сите лажни вести ќе пишат. Да, имено, на кој начин ми би се заштитиле? Како да се бориме против лажните вести? Која порака би ми ја пренел ти на публиката твоја, моја, на сите оние кои што следат и како да препознаат дека некој ги манипулира, дека некој ги лаже? Да зборим искрено, значи некогаш се креираат и лажни вести, луѓе кои што се едни од најголемите умови на планетава кои што тоа го прават, тоа им е работа. Не велам дека не. Ама, знаеш како, зависи од нивото на лажната вест и од нивото на лажната вест и од нивото што сака, односно целта која сака таа иста вест да постигне. Ако велам се пак во доменот на овие естрадни, не знам, естрадата и сите влијанија кои може да ги има, не дека таму не може да направи штета или може да направи, што ќе му направи штета, да ќе му направи мала штета, не верувам голема, ама голема штета може да направи пак во доменот на политиката. Веројатно има два система на одбрана. Едниот е да мора да секоја вест помине низ сериозен филтер низ кој треба да помине, а тоа значи дека мора да постои сериозна редакција од искусни новинари, преска споменав. Знаеш како, секојаш на газдите им се поевтини собрани од улица. Јас знам дека некој ќе ти работи за ситни пари, ќе куцка и ќе става, ќе прави копи-пейст и ако успее нешто да напише свое, тоа е друга приказна. Ама едно е да преземаш нешто, друго е да правиш авторски текстови кои се издржани. Кога правиш авторски текст, ти сепак го подпишуваш, го ставаш својот кредибилитет. По мене, мислам дека законски треба да под секој текст да треба да стои автор. Зборам за авторските текстови. Второ нешто е преземено да стои изворот каде е преземено и па сега ако кажеш ама не знам ја го земав од не знам оваа агенција или од оној портал, кога ќе тргнеш по трагот на лажната вест од каде е изворот, ќе го најдеш изворот. Вака, ти си зел од мене, он земал од тебе, некој 5 од него и таа шестата што ќе иди најди му во крајот. Да, значи, генерално законски треба да се регулира. Не е битно да се луѓето вработени, ако треба да се вработени, зашто не би биле вработени? Како може да бидат сегде вработени, што да бидат новинарството? Секогаш биле вработени. Значи, тоа е едната работа, ама велам, искусни луѓе, новинари, барем оние кои се на челните позиции во естаблишментот на една редакција, и да се со име и презиме да се одговара за секој текст по мене и да се наведува изворот од кој секој текст. Така ќе се нема да се уништи. Знаеш, лажни вести секогаш ќе има. Знаеш како, нема, како да ти кажам, нема тој пеницилин што нема да ќе ги спречи сите вируси. Секогаш некој не постои универзален лек. Секогаш ќе се протне негде, ама генерално мислам дека кога ќе ги пуштиш работите низ сито, пак тоа што е покрупното ќе остане, па сега нешто ќе помине, ама барем ќе
помине овој еден-два филтри. Што мислиш, дали новинарството практично ја губи битката во однос на инфлуенсерите во креирањето на јавноста и на вестите? Не. Види, инфлуенсерите се само како да ти кажам, Значи добро ви знај. немам ја проблеми против нив, напротив, корисни се и добро е дека е така, ама мислам дека нивната карот од нив е многу повеќе од комерцијален аспект за она што е некаква мрежа на трговија, на производи и услуги и така натаму. Инаку некакво останато влијание дека сега ти ќе пуштиш познат инфлуенсер да ти пофали проект кој си го направил ти као, не знам, политички субјект или партија или не знам, као некакво министерство кое нешто остварило, не знам, кој е тој, кого ќе пуштиш ти сега да ти фали дека ти си направил автопат? Не, друже. Ако немаат едукативен момент, што треба да го има новинарството. Нема да му веруваат дека е така. Што прв ќе се повози со тоа што како кој ќе пуштиме Лила прва се повози со точакот на новиот автопат и кон Битола или не овој патот или што ја знам. Да помине прва мија кој низ тунелот прва да поеме. Со зурли топан како што прославеа и си знасмеа луѓето. Што направи контраефекта? Не, мислам дека не. Велам пак за некакви производи апсолутно се согласувам и за некакви знаеш приказки, совети, ама кои се повеќе од едукативно забавен карактер отколку кои имаат некаква сериозна политичка или не знам економска тежина или не знам за некакви достигнувања научни или не знам какви веќе. Како да е, во секој случај новинарството е и ќе остане темел на информирањето, со тоа што можеби ќе се менуваат типот на медиуми, можеби повеќе ќе доминира онлайн новинарството во однос на тоа, иако да бидам искрен, радиото и телевизијата мислам дека уште долго нема да умрат и дека уште долго им веруваат. Да беше така, ќе ги угасеа први по Америка и по кај што е. Да, баш пред некоја емисија Коле Чашуле збореше на таа тема, вика конкретно за она трагедија што не се случи во Кочани, вика првиот момент, првите информации кои што стигна до луѓето беа баш токму од овие портали поголем дели. И поголем беа лажни вести. Побрзи се порталите, не е спорно. Ама се свртеа после луѓето на традиционалните, на телевизиите и радијата. Порталот може да ти ја пушти болвата или да ти ја даде информацијата, ама ти ја проверуваш на радио или на телевизија. Ако на вести кажат дека во пожарот има 50 починати, биди сигурен дека е така. Ако прочиташ овде 50 луѓе да што викаат, да не 5 па некој 0 додал по грешка, не ми изгледа тоа мене така. Имаше информација 100 загинати такви мислам. Имаш и 250, 350, не знам, ги кријаат, лажат. Не. Ако на радио и на телевизија се уште се медиуми на кои најмногу им веруваат, а онлайн медиумите по мене се оние кои најбрзо доаѓаат и ја пласираат, спроведуваат информацијата. Кажеме една споредба, можеме ли да направиме овде во нашава држава и во соседството како е развиена тоа шоу новинарство, условно кажано, во естрадно новинарство. Конкретно говорам за Србија, Бугарија, Хрватска, предничи мислам во регионот. За квалитетно говорам Србија, се што можам да читам има некој Курир, Србија, Бугарија, види, сегде има како да ти кажам, таблоиди има сегде. Значи, не го измисливме ние, па англичаните го имаат еден сан, да речеме, кој продава милиони. Или германците Билд. Да, со тоа што тие фабрикуваат афери, знаеш како. Или во договор со некого, или првија услика, да речеме, Сан, Леди Диана со Додел Фает и беа тужени. Знаеш како, ама они ќе ги тужат за 2 милиона фунти и овие ќе им платат, ама тиражот ќе направат 10 милиони фунти. Тука е проблемот. Нема пазар овде за тоа. Ние немаме пазар на општество генерално за ништо, па камоли за пазар на медиуми. Да не правам дека и печатените медиуми за жал ги нема повеќе. Има 2 вестника сега, што да правиме понатаму, што е страшно. Мене ми е многу жал што
ги укина ама биле економски исплатливи, неисплатливи ново време. Абе нов бунар копај во стариот, не плукај. Нека има каков таков тираж, нека постои. Не само заради традицијата. Ама и над 40 години има еден куп луѓе од државата кои што се израснати со вестници, нели? Меѓу другото. За мене телефонот е телефон, се уште не ми е комуникатор како Меѓу некој што го другото, прават. ама генерално тоа е една друга тешка стратешка грешка што велат. Тешка геостратешка грешка. Така, Ме интересира една друга работа од твое искуство. Колку се вмешува политиката во естрадата во Република Македонија? Колку може да влијае на некои луѓе да ги дигне, да ги направи, да ги забрани, да ги снема, да ги има? Не би рекол дека некој кој се врзал за политичка партија станал повеќе звезда од тоа што е. Инаку ако е така, политичките партии немаше да земаат звезди да им пеат на кампањите, туку ќе земеа анонимец за да го направат звезда. Така, да, а не обратно. Баш така. Мислам дека е јасна приказката. Од друга страна не гледам дека некој толку некому пречи да мора да некој влие врз него со забрани и со не знам какви останати притисоци. Мене нешто ме нервира за тоа. Океј, почаа да ги делат на партиски пеачи, на ваши и наши, нели? И тоа е океј. Иако има пеачи кои пееле и за едната и за другата страна, па се вратиле на другата страна, ја сакаш и по име ќе ти ги кажам, не ми е 90% се така. Да, меѓу другото. Секој има право на своја идеологија, ама секој има право и на своја заработка. И сега негов е изборот дали повеќе верува у партија која е народна и конзервативна, ама некоја која е демократски ориентирана или не знам како веќе лево ориентирана наспроти десницата, ќе му плати повеќе. И сега ако мисли дека му е тоа моментот за заработка, има луѓе кои не сакаат да пеат воопшто. Да речеме, Тоше беше еден од тие кои не сакаше да пее ни за едни ни за други. Владко Лозановски беше тој кој одби да пее во моментите кога прогласија дека малтене не примиле во НАТО, па правеа, ако се сеќаш, концерти низ Македонија. Ама еден Владо Јаневски прифати да пее, па пееше на плоштад за 3 баби у Кичево, пред никој. Љубојна исто така тогаш одбија. Знаеш, ме нервира... Владо има немногу пеено за политички партии различни. Вака ќе ми се приказнува. Најшетач од левите, не знам уште за левица нема пеен. Може би саке видиме. Не знам, ама генерално сакам да ти кажам, знаеш, ме нервира кога ја немам проблем со тоа дека пеел за едни или за други у кампања. Луѓе се треба да заработат, конечно од тоа живеат. Имам проблем кога собствената музика сакаат да продадат за идеологија која е јасно дека е чиста проституција. Еве, овој пример ти го споменав. Кој е црно НАТО кој не примија ли тогаш, односно у Европска унија не примија. Тоа во јонот лета кога чекавме дека сме примени, кога се слика. Тоа е тоа. И на крајот на криштата испадна овој славење без потреба, односно некој си го креваше рейтингот. Од друга страна, имаш примери, последниот пример со Сладкаристика и со Бетмен на нивната кавга, која не е нова песната од 2018. Правиш ти се наменски песна, против која целиот народ гласа поинаку е. Да. Ама сега било за пари, види, за пари пеј у кампања, немам проблем, таму си ги пееш своите песни и тие што си ги имаш. Тие ги пееш и на кампања, и на Великден, и на Митровден, и на Нова година, така? Да. И на плоштади за летоска и се. Ама не да правиш наменски песна која е креира јавно мислење, да треба да креира јавно мислење. Иритира многу. У суштина тоа е создавање на лажна вест. Да. Само што е музичка и е по како да ти кажам, многу пошироки размери. Перо многу добро му врати. Перо ка ми каза му врати гениално. Ме воодушеви. Види, знаеш како газиш по нечи судбини, по нечи нечија историја и семејна и национална. И по лешеви, она што зборивме, по нечи гробови газиш. И сега тоа ја не навлегувам у туѓите кавги, ама не значи дека нема да ги обсервирам. Украјна линија, ако тој го работи, тоа го работам ова. И не значи дека нема да ги анализирам. И да давам конечно и своje мислење и свој суд. Бил исправен или не, ме прифатил некој или не. Не држам страна. Само држам до себе дека ја така ги гледам работите. Ако грото од народот ти гласа поинаку,
А ти правиш песна за пари која ќе ги подржи оние кои тоа сака да го протнат и го протна. Не бе, друже, не е окей. Да. Не е окей. А ти песи ги твоите песни на митинг, на кампања, немам проблем со тоа. Кампањите се исто дал ќе пее за на плоштад за Велик ден. Ама не биде во функција на некоја политичка агенда да тоа го правиш. Ама да не те така е. Значи немој да го правиш тоа за политики кои се, како да ти објаснам, штетни. Ама едноставно не ти личи. Естраден уметник си, пеач си, не би. Штетни. Едноставно штетни. На времето токму Јова ме наведува, значи во наше време условно кажано, она преска го кажавме, се слушаше музиката, не се гледаше. Нашите естрадни уметници од Македонија претежно настапува кај што има и селеници, нели, Австралија, Канада и пеја претежно родолюбиви. Сега не е така. Гледаш дека еве пред катастрофата на пример ДНК и Андријана Јаневска пеја во Германија за наши селеници, му си ги пеја своите песни, не пеја родолюбиви песни. Можеби по некоја окей, и е окей да отпееш по нешто. Ама ги нема више ората. Така. Каролина Гочева пред тоа Германија цела турнеја имаше пак со своите песни, а не со нешто што е сега македонско, окей, и македонско девојче добро, не ти биде цела вечер, знаеш, посветена со. Да, дека имаме други квалитети на пеачи, дека знаеме и поп да пееме, и рок и се друго. Next Time беа во Австралија турнеја заедно со Лозано си ги пеа своите песни, значи се менуваат работите, бичикле, не е као што било порано дека ќе отидеш и само ќе пееш послушајте патриоти. Не. Тоа знае дека старееме дефинитивно. Значи, дека млади генерации нови со нова приказна. Не, друго е и размислувањата кај овие нашите естрадни уметници, кај новите генерации се поинакви и кај тие таму што ги слушаат, конечно развојот на технологијата и медиумите, тие порано ќе отиде во Австралија и појма немаат што се случува овде, прашуваат дали имате колор телевизор дома и фрижидер, се сеќаваш? И по $1 јас ќе како беа. Сега се други времињата, се што ќе излезе денес ново овде, на YouTube го има и таму, и тие генерации се наши селеници, деца, ако се таму родени, ама си ги знаат корените и одма следат, пратат, и тој сака да слушне нешто и од Лозано и од не знам кој да е. Кажи ми, Вака конкретно, малце можеби неблагодарно е ова, што ќе те прашам. Јас сум благодарен на неблагодарни прашања. Така, може ли да издвоиш конкретно релевантни медиуми и новинари во Република Македонија кои што, како се викаве, капови симнувам дечки, ала некаде што влете? Од која сфера, од мојата ли? Општо. И политика и во твојата сфера, општо. Гледај. Во време за медиумскиот простор, целиот. Гледај, вака, има два типа на новинари. Има новинарски бардови кои си ја знаат професијата. Имаш новинарски лајачи кои се, како да кажам, партиски или политички мегафони или ботови. лајачи. Не се ботови, лајаци. Ботоите немаат име и презиме, се кријат за социјалните мрежи. Ама тоа се сега по штабовите на партиите, вие болje знаете од мене. Тоа е друга приказна. Они се бубашвабите, они се ситната борања. Зборам за овие крупните, кој ќе искочи, дека не можам да кажам дека нема такви новинари, со тоа што голем дел или добар дел од нив си ја продале својата кожа. За едни или други. И сега ако искочи еден, не знам, Зоран Иванов или Саша Ордановски, си брани став. Ама вие плукате, не можеш да кажеш дека не е новинар, не можеш да кажеш дека Чом не е, како се вика, Супер тешка. Супер тешка. Тоа што си наплатил своето, тоа е веќе личен став. Едно е етички аспект, морален аспект, како сакаш аспект, не знам, гледај го, ама некој го гледа од оваа страна, другите од другата страна гледаат поинаку. Друго е од другата страна. Сега некој друг па вика, чекај, па не е ни Миленко поразличен, не е ни не знам мој поразличен. Значи, не дека нема новинари на кои им држи вода, а кој колку успеал да знаеш како, генерално, и у светот нема веќе независно новинарство. И не се ни кријат, ти сам знаеш дека, како викат, провладината, таа и таа, лабористичкиот, тој, десничарскиот, овој, пролевичарскиот. Само кај нас се независни експерти, типот што ги спомнано, па така викат, Ордановски, Борјан вика дека се независни. Овие од Инфомаксисто вика дека се независни. Какви независни експерти сега, не знаеме кој кого финансира и за колку пари, и кои амбасади, и кои владини, невладини и така натаму. Месам да не правиме муабет од кај доаѓаат парите. Прашањето е тоа што ќе го збодриш, дали држи вода или не држи вода. Од една страна
дали е така или не е така? Од друга страна, како ти, како новинарски бард го тоа кажуваш. Ти си тој кој треба да ти се верува. Дали е така или не е така и за колку пари делиш своje мислење, е друга приказна. Иначе генерално велам дека има добри новинари кои за жал онлайн новинарството некако ги сведува сите на исто. Знаеш, заради тоа што порано ти кога го видиш на телевизија ќе му го чуеш гласот на радио. И добро е што почна и подкасти. И подкастиве се добра приказна дека може да ме слушнете и видите дека не размислувам како сите. Дојден сум тука, ама споменувам и некои други имиња, не заради тоа што ја им верувам на нив или не им верувам. Едноставно тврдам дека се они тешка категорија. А сега како се обоени и какви ставови имаат и за колку пари им се ставовите купени и продаени е субјективно мислење, односно субјективно нивна реакција. Тоа е друга приказна. Велам, едно е умењето и знаењето новинарско, а друго е кој како се обидел, како си ја продал кожата. Од друга страна, немаш исто да кажеш дека е героски го немаш, не знам, еден што ја знам, Сашо Дамовски или не, има, апсолутно тврдам дека Македонија има добри новинари и кои може да се носат и со нивото на оние што се и у Србија е така, и у цел регион, и у цел свет е така конечно. Знаеш, и у Америка е така дека CNN е на едната страна, дека CBS е на другата страна. Тоа убаво кажа новинарите, коментатори новинари, кај нив тоа највисоко звање, си кажува дека десно ориентиран, лево ориентиран, дека е со овој. Така е, како кажат, провладината не знам, лабористичкиот овој. А кај нас се независни, нели, можеме. Види, и тоа е експерт, кога изгледам да видам експерт, друже, зашто си експерт, извини? Пиши експерт за, не знам, политички комуникација, не знам, нешто пиши доле. Експерт, зашо експерт? Така, кажи ми се експерти. Кажи ми, кој го спушти нивото на комуникација во медиумите, политичарите или новинарите последниве 10 години? Газдите, така? Знаеш зашто? Заради тоа што поевтино да земеш од улица, отколку да no name 5 души да земеш едно име кое ќе ги држи и ова. Ама сега. Ама кога земат и газдите да се меша, не прави пролет, знаеш ти. Оваквото. Не прави пролет, сега ти погледни, како да ти кажам, и у НБА тимовите има една звезда, ама и другите не се од работнички од МЗ, така, него се исто од НБА. Од НБА играчи. Тоа е тоа. Значи мора да имаш јак тим. Генерално мислам дека новинарството почна да изумира како професија. Али ако ме прашаш генерално, ти кажам дека политиката го спушти нивото само заради тоа што заради сопствениот опстанок и политиката има борба за живот и оваа е онаа партија, овој политичар сака да приграби тоа за што се бори конечно, за што е у политика, за да биде тој кој ќе биде на власта, не да биде вечна опозиција и никој да не го знае. Ако има политичари кои ги знам по 30 години, едва сум чул за нив, ама се вечни, знаеш, и тоа е сега па прво работување има тоа. Ама има прво работување и премиери сега, тоа да не правиме муавет. Тоа е па друга тема на муавет. Да, беше тоа ми текна, да. Има и еден и друг сега, да немој да... Да, едниот на 24, не на 20. Да, можеш замислиш. И сега, тоа е таа приказка. Генерално политиката, ама политиката, како да ти кажам, во тесна спрега со олигархијата, односно со газдите, а газдите гледаат што повеќе, знаеш како секој капиталиста гледа што поише заработи, помоци да плати и на крај кога ќе сведеш колатерална штета се тие што се односно професијата. Се бавеше 10 години со продукција, нели? Така е. Би сакал да те прашам на правото која што сите вака нас интригира во Македонија. Зошто, кога ќе дојде некој пејач од Србија, Хрватска, Бугарија, каде и да е, значи полни сали 10.000 со карти од по 50 евра со сите, дали нивните менаџери работат добро со медиуми, дали нивниот систем е таков, зашто ние тоа не го можеме, имаме квалитетни пејачи, талентирани,
Мислам, кога трнеш од еден нели лепи сол, меморија, мизар, да не зборам И за новиве генерации, Да. што мислам, да не е Лозано Полош пејач од пола од Србија не може да вода да носат. Да не една Тамара Полоша пејачка од пола од Србија не може. Еве нели на тие нивните шоуа настапуваат што се сега актуелни, 90% македонци победуваат во тие приказни. Зошто ние на тој пазар не нема толку како нив што ги има овде? Комплексна, одговорот е комплексен и цел живот сме го збореле. Во прашање наталожено влијание или наталожени проблеми кои се испреплетуваат и со текот на годините стануваат плодна почва за тие кои доаѓаат од надвор, а нерешлива како знаеш корени кои ќе ти се цела бавча, па ти иди вади ги еден по еден. Да. А за плевелот е тоа плодна почва, ама за да посадиш некој цвекенце не ќе го угушат одма. Не, ќе го изеде, да. Кај е проблемот? Прво, има неколку точки. Прво е, знаеш како сме живееле 50 години во една држава и центрите на моќ биле Белград и Загреб. Генерално поданичкиот дух на македонецот од секогаш бил дека туѓото е подобро, а не своето. И тоа е сега некако останато во генот, му треба колку години, знаеш како викаат, кога си пушач, колку години си пушал, треба толку години да не пушиш за да се исчисти целиот организам. Од прилика тоа е тој организам на кој му треба време за малку поинаку мајндсетот да се ама мајндсетот сам по себе не се прави ако ти не работиш на случајот, а ние не работиме на случајот. Системски не работиме. Зошто? Второ, јазикот е проблем. Значи, генерално, србите, босанците, со словенците, со сите други се разбираат. Значи, ние го разбираме нивниот јазик, тие не го разбираат нашиот. Службен беше српскиот, хрватскиот, не заборавете, учевме и во училиште, јас и ти барем сме учеле. До 6 мораме. Така, македонски тие не учеле никогаш. Тоа е втората работа. И сега ти не можеш да... Као што, знаеш како, Србин не може да успее у Англија ако не пее на англиски, ако ќе му пееш на српски, Хрват на хрватски, на кој год сакаш. Чех не може да успее. Мислам, германец не може, гледаш дека еден Скорпионс или еден, не знам, Фалко да успее, мора да пеат на англиски, нема друго. Да, баш тоа така добар пример, да. Или евентуално шпанскиот кој е втор по вакво, па сега не знам, Енрике Иглесиас и компанија, пеат на шпански. Дженифер Лопес. Знаеш, ти си така, си бираш таа популацијата и таа е втора по големина некаква. Си кажеш, оке, ако не тој пазар, овој пазар, ама дури и тие имаат и верзија ваква и таква, нели? И Дженифер Лопез има и англиска и шпанска верзија. Ама на фински не пее никој. Да, на фински и на шведски никој не пее. И финците и швеѓаните, Юроп пеат на швеѓаните на Аба. Да, сите, да, сите, да. Значи, да не се лажеме, јазикот е огромен. Значи, тоа се вториот проблем. Поданичкиот дух, јазикот. Третото, немање системски решенија. Го зборевме пред малку канцеларија, сум го зборел и претходно. Кој како сака, бифеджијат дигаше телефон и се уште, пошто сега сите броеви се јавни на социјалниве мрежи, не треба менеджер, не треба ништо, се јавуваш таму, кај неговиот менеджер или директно кај пејачот, ало ми треба, јас сум кај си, у Виница, у Кочани, у Свети Николе, имам овако, добро, колку пари толку, окей, овој му пушти ми капар по... Дај му на бичикли у Скопје, ке дојде ке ти телефон, дај му го капарот и кога ќе дојдам ја дента, остатите пари на рака. Значи, секој бифеџа менеджер сега си ги собираат парите, ќе си отпеат, ќе си излезат. Ни данок, банка неплатено. Со години, 30 и кусур години, по моите проценки, негде над милиарда у кеш изнесена само од па ти доеден евра, ке ти доеден чолиш ке ти земе 50-100.000 евра, така цеза па ти... Или Дино Мерлин 7 дена поред концерти одржува. 7 дена полно кале, се сеќаваш како беше тоа. Колку чини Дино Мерлин? Не знам не колку. Прашуваш и Легов, ја ти кажа. Колку? Да, има се. Да, ми текна. Прашуваш го си Легов колку го плати за нова година, го преплати до душа. Значи 100.000 евра е за добро утро. И сега ти рачуни дека и помалите звезди 15, 20, 25, 30, 35 кој како. И така, колку е тезгана наша звезда, речем, у Србија? На Лозано, колку би добил? У Србија Лозано не би доневил ни, не знам колку би добил, ама не би добил ништо, ти не го знаат така. Лозано. Што знам, Тијана, не знам кој да ти го кажам како пример. Обично помалите звезди. Знаеш што, има еден друг феномен
кој ја работејќи ги тоа го открив дека нивните пејачи, можда не овие мега, значи не зборам Чолич, Цеца и така, па дури и тие, дека се у Србија помалку платени отколку у Македонија. Значи чуден феномен. Најмногу се, значи најмногу да речеме еден Саша Ковачевиќ. У Србија ќе пееш, тогаш ќе пееше за 10,8 до 10.000, овде ќе ти бара 15.000. Најмногу ќе заработи у диаспората по клубовите нивни по Европа, пошто платежната моќ е друга, знаеш у Германија, у не знам, у Шведска, друга е приказната. Таму ќе земи 25.000, ама таму можеш да ставиш 20, 30, 50 евра карта, овде не можеш да ставиш. Не можеш да ги донесеш во. А у Србија име преку глава, го гледаат секој ден и на телевизија, овде е друга приказката. У крајна линија, значи, само да завршам со овие аспектите, значи, зборевме за 3 аспекти. Системот кој им дозволува, ако ти направиш систем у кој за да работиш у Македонија да пееш, па и ти у Германија шајка не можеш да закоеш ако немаш работна дозвола, така како ќе дојдеш? Апсолутно, да. Значи, работна дозвола, платен данок однапред, кај ќе пееш? Океј, добро. Значи, имаш работна дозвола, имаш договор. Сега гледате се фаќаат за договор за кочани ова, никој нема никогаш договор. Значи, ја не памтам сем за големите концерти. Друго е ти правиш концерт, не знам, универзална сала, Борис Тајковски, тоа е стадиони друго. Ама за по клуба и по дискотеки, ако некој има договор, значи од 1001, мора. Договор, у договорот ценама, не можеш да ставиш ти сега дека за 3050 Здравко Чолич, не. Има категории, ќе направиш категории, па знаеш дека за таа категорија пејачи толку мора да биде данокот. Мислам, на таа сума мора да биде. Тоа исто како купуваш бебичикле куќа, еве ја. Многу интересно. Или продаш куќа. Еве ја продам куќа, имав татко ми по потекло таму роден, злокуќани не можев да одржавам, починаа моите, почна се распаѓа, продам и добро вика град Скопје вика треба да платиш данок. Ја куќа да дадов буш, зашто му покажувам купопродажен договор. Знаеш, немаш парите на рака да ги дадеш, мора сега знаеш како да преку банка само. Ја и купувачот одиме му покажуваме на овакво купопродажен договор, вика не. Таму квадратот де оди 40 евра, оди 100 евра. Абе како 100 евра, викам ти 60 дај ми тебе ќе ти ја продам. Одма, одма. Не. И он на 100 евра ти тера пута квадрати да платиш данок. Па ти да си ја дал за 20 евра или бакшиш си му ја дал, твој проблем. Толку ти е данокот, ти вика, толку ти се цени таму и толку пари е, да. Така е. Така ќе биде со категорија на пејачи. За таа категорија и за овој простор толку е цената, на таа цена ќе платиш данок. Договор, данок платен, работна дозвола, се сите работи кои да видиш како друга приказка ќе се пее, па нема да не, чекај, таму ми е скапо или нема. И нема да, знаеш, така нема да го забраниш, само ќе го регулираш протокот. Знаеш, ти кој ќе пуштиш вода ќе однесе све, ако ќе ставиш у цевка, го регулираш протокот. Па кога сакаш го затвараш вентилот, кога сакаш го отвараш. Така се прави систем. Баш така. Значи тоа е систем кој треба да направи. Институција, дали е Министерство за култура, дали е Министерство за економија, дали двете, не знам, не сум умен, ама знам дека така се прави. Дека така се прави. Па, си платил авторски права, чекај, извини, и платени авторски права на песните унапред. Колку песни гаеш, приложи список, добро, окей, на ти, ама јас сум автор, ако бе, ти плати го на наш замп, па наш замп со вашата авторска, како се вика, куќа за авторски права, ќе си го разменат се, они се у систем регулирани со европски оваки. И што е најголемиот парадокс, ова ме потсети, има 3 или 4 албуми, например, на Александар Сариевски, Васка Ливаш, да се снимани за ПГП РТБ, и авторските права се таму, кај нив. На македонски народни изворни песни. Па не може да се авторските права, може да се оние правата на издаваштво. Авторските права одат кај авторот. Нема автор, народна музика. Народни песни, тоа е веќе друга приказна. Сега, ти дадов неколку параметри, има и други, да не го губим време. Кога сите овие параметри ќе ги спакуваш у систем и ќе му кажеш, види друже, за да се пее, изволте, ова се правилата. Ќе го намалиш бројот, најквалитетните пак ќе доаѓаат. Оти секој што сака да го види Здравко Чолич, ќе го види Здравко Чолич, не се лажеме дека или не знам некаква рок чорба веќе не постои, Бајага или така. Ама нема да ги види. Дугме доаѓаат. Да, дугме и така натаму. Ама нема сите турбо, секој
шутрак што снимил народњак таму, овде ти доаѓа по клубови, по дискотеки. Пред емисија баш ги гледав имињата на овие турбофолкаши во Србија, Десингерица, диџеј Крмак, што Тие е нема тоа? да ти ги Што е да таа ги имаш приказна? тогаш и ќе имаш повеќе простор за домашната естрада која ќе биде ослободена од сите тие и таа ќе биде регулирана. Не дека таа нема да има договор или нема да плаќа, ама ќе има помал процент. Значи, домашен производ и увозен производ не плаќаат исто царина, и да, така? Така е, баш Така е. така. Значи, кој ќе ги направиш сите тие правилни, ќе видиш како ќе се потвори простор за домашната естрада. Колку повеќе отвараш простор за домашната естрада, останува повеќе за нив. Па имаш инвестиција нивна, повеќе песни. Авторите живеат, композиторите, овие што прават видеоспотови, па у тие видеоспоти имаш и камермани, и шминкери, и фризери, и цел систем на луѓе живее. Костимографи, Токму така. кореографи и така натаму, така. Баш Значи така. за сите има пари, не е. Ти кога гледаш еден спот, еден пејач, викаш, еј супер спотов, ама не го снима само пејачот. Цела машинерија за него. 40 луѓе за него и тие треба Така. да заработат дневница денес, така? Баш така. Така и оне што држи она светло на горе, и оне што држи клапната, како се вика, за светло, и тој треба да заработи. И шминкерот, и фризерот, и костимограф, и сите. И сега како да ти кажам, така правиш еден жив организам кој цело време ќе расте и ќе се развива на собствен терен, форсирајќи ги медиумите кои се исто од битните сегменти, заборев да ја кажам, сега ќе ти го кажам и тоа, да тој организам го хранат да постојано расте и да стане собствен, автентичен. А чим имаш ти автентичен производ, имаш идентитет, бичикле, па што е дефиниција за нација? Музика, фолклор, обичаи, носи, значи, Да, кај е тоа? културата, Кај е јазик, ако тоа е, не, да. ако не е во музика. До вчера беше Сариевски, може да утре ќе биде Лозано, не знам, народна музика, може задутре ќе бидат Next Time, не знам, зборувам Так. на памет, ама сакам да ти кажам за 100 години. Ма ти така создаваш собствен идентитет, собствени производи. Ете, тоа е целата приказна на која ни фали. За да тоа цело време биде така, ти мора да имаш медиуми кои во прайм тајм тоа го пласираат. Оти ти можеш да имаш најдобар производ ако го чуваш дома у подрум, Џабе. кој ќе го види. Џабе, Значи да. така, значи јас сум најдобар пејач, ако не снимам песна, кој ќе знае дека сум. Сум бил Така е, некогаш, така е. нели? Ако и да снимам песна, ако немам кај да испеам, да се покажам на тој да промовирам со други зборови, Се не е само џабе. YouTube-от, па порано немаше YouTube, беа попопуларни македонските од колку што се сеа. Кај е проблем? Да. Значи, Ама идевме во Југотон, си купувавме касети и си купувавме. не само плочи. тоа, него прайм Слушавме тајмот радио. на медиумите, пред радијата и телевизиите. Ти не можеш од 6, кој е прайм тајм негде 18 часот, до негде 23:30, што гледаме вече на телевизија? Политички дебати и турски серии, така? Да. Наместо тоа, мора да имаш домашен производ, сегде у свете така. Турски серии у Грција и мако не ќе се видат Турција и Грција. А знаеш кога има? У 3 на ручек за бабите и Да. вечер после 11 за ова младина која ќе се врати од град, па ако сака да гледа. Измеѓу 18 и 23 имаш домашна серија, домашен филм, домашен квиз, домашно ток-шоу, домашно гейм-шоу, домашна топ-листа, домашна музичка емисија, домашни производи. Така се прави. Така. Тоа е. Добро, моќна во Македонија да прави некој домашен производ, условно сем националниот сервис, во моментов и не гледам некој друг. Не е така, ако ги барем така стимулираш. мислам, Ако ги стимулираш продукциите, не е така. ако да се влезе во продукција, меѓутоа вака како медиум во моментов и тоа ме чуди, сите национални медиуми во светот си имаат нели посебен оркестар за народни инструменти, да речеме. ние ги укинавме. Танцов, оркестар, Ние ги детска, укинавме. мислам, ова со кое што почнавте вие пулсирања беше нешто Покојна негледано Гордана во- Стошич, кога дојде за директор, чувени 15 септември на Вранко и поставување на незе за генерален директор, знаеш, живот за покојните се најдобро, ја немам ништо против таа мисла, ама имам против делата кои ги оставаат. Знаеш, извини, Хитлер е покоен. Па не е се најдобро за него. Така? И мене ми беше директор во А1, и секој Значи, најдобро за неа, Значи, Ама треба како? да знаеме дека е таа која ги заедно со Горица Попова, кој беше десна рака, и Иван Мирчевски, кој беше лева рака, ги укинаа оркестрите, укинаа многу програмски единици, сегменти во МТ, кои до ден денес не се оправи, се направи каша попара, ги измеша, си имаше точно редакции, цели програмски целини, сектор за културно-уметничка програма, Имаше па забавна продукција, музика, нели? народна, сериозна, драмска, се ваква, таква, не е битно филмска. Тоа све историја направи уедно и го укина целата продукција, оркестрите.
танцовиот оркестар или биг бендот, кина оркестар на народни инструменти, чалгиите, народниот оркестар, имаше хорови, имаше производство на CD-а и овој како се викаше касети, музичко-касетна продукција беше после и CD-а печатен. Миле Брзанов, таму беше Мате Груевски беше. Што ги памтам од тоа време. Споменавме овој Преска и некои други како Коджобаши и така натаму. Генерално година и пол јас бев исто директор на музичко-касетна продукција. Да. Една година, две беше Кокан Димушевски, беше Бранко Попчевски, сега да не ги набројуваме сите колеги. Генерално у кинаа се немало потреба. Како бе нема Вика, па не прават пари, нека си создава, нека си свират по свадби, по... Чекај, МТВ не е за да прави пари, МТВ е да создава вредности нови, а старите вредности да ги реобновува и сочува. И да ги чува, да. Значи, МТВ е лулка, колевка на културата, зборам за тој сегмент, меѓу другото, не е само вести да прави, вести е најскапа програма, вечерва ги пушташ и го фрлаш у ѓубре, не останува. Го нема. Утре има нови вести. А ова кој ќе го направиш 100 години. Така? Да, и е историја веќе. И прави историја, прави идентитет. Вестите не прават идентитет. Да, баш музиката. Не можевме да се разбереме, затоа ја си ја собрав капата и си отидов меѓу другото од таму, тогаш останаа некои други. Сакам да ти кажам дека као некој свесно да не уништува. Не знам дали е тоа така. Почна Растурија едно, Растурија друго, Растурија трето, Растурија четврто. Мене ми е криво и за некои други медиуми. Криво ми и за Радио Слободна Македонија, криво ми и за ТВ Нова, криво ми и за Вест, и за Дневник, и за Радио Рос имаше национална концесија со македонска национална музика. Што се случува? Зашто? Дури за еден ми е криво. Знаеш, генерално ја немам проблем, ти со велија што сакаш прави му апси го, не знам, ако заслужил човекот да го апсиш, апси го, не ја растури телевизијата. Не знам, други политики, друго време, не сум бил у позиција да ја делам памет или давам совет или бар кажувам мислење ако не поише од тоа, ама ева да ова аспект на време се покажа дека не е добро да растураш, се создаваат медиуми, а не. Не треба да ги растураш. Така, а не да ги растураш. И она прайм тајмот. Ако прайм тајмот не ми го дадеме на ентертејментот, на забавата, на крај ќе останеме, знаеш, дадено им е да ги синхронизираат и да таа синхронизација на македонски се збори и демек тоа е домашна продукција. Абе синхронизација не е продукција. Не е домашна продукција. Абе тоа е копи-пейст, го слушам неговото, го репродуцирам само на свој јазик, не е продукција. Продукција тој што го продуцирал производот. Преведувач си практично, како собрание нели оние што го работат. А овие сега што прават копи-пейст, да што дактилографките правеа у Нова Македонија овако. Ти му кажеш он куца или преведувачките земаа вест од странско списание и од англиско ја преведува на македонски. Таа не е новинар, таа беше преведувач. Преведувач баш така. Ова беше дактилографка, не е новинар. Се овие се и дактилографки и преведувачи, само не се новинари. Само не се новинари. Тоа е главниот проблем. Стигнавме до крајот, имам уште многу мовети, ама во некој следно издание сигурно. Кажи ми, имаш многу интересен подкаст. Многу интересен. Се трудам да биде малку вака, да. Има добра гледаност во секој случај. Јас има, морам признам дека ја не одлична гледаност има. Као за, знаеш, малку постои име, таму од 1 декември па нема ни 4 месеци. Така, тази меѓутоа бројките гледам одлични се, јас ми останува да ти посакам многу успех во твојата работа. Фала. И со подкастот и со меморија да го видиме ова како ќе изгледа. Исто така ти посакувам јас мене ми е ова интересно, знаеш што ми е драго, кога седнам со луѓе што ги разбираат работите каршија. Ме викале у други подкасти, што да му кажам на малиот ништо не знае. Да. Не се разбереме. Сега може да збориме ние за, не знам, за овие нови генерации. Немам ја против и за Антонија Гиговска да разговараме и за Мартија Станојковиќ и за не знам кој таму. Све тоа супер и за Лазаров ако сакаш, ама не почиња од денес. Има историја приказкава и сега мора, знаеш како. А луѓе кои, знаеш, ми е фала ти, баш ми е чест ми е задоволство да разговарам со луѓе кои знаат што зборат, што ќе прашаат, што ќе кажат. Ти благодарам уште еднаш. Ти благодарам јас тебе. Повторно уште еднаш да кажам ти посакувам многу успех со пред се во животот, во таа кариера, со овој подкаст. Здравје Боже. Станавме повозрасни, не сме стари веќе, јас се 40 години те следам. Тебе во медиумите. Тоа е скоро пола век. Ја тебе одамна. Тоа е скоро пола век. Од радио и една друга телевизија. Да, многу одамна.
Да се видиме пак живи и здрави во денешно време, успех и да остариш, нели Антонио? Апсолутно, Така велат. знаеш како велат, некои за жал не дотуркуваат ни до таму кај што сме дотуркале, некои многу пред тоа, некои се случуваат разни трагедии, ова со Кочани беше стварно поразително за сите, ама за да не ни се случува Кочани, се ова што го зборувавме е, како да ти кажам, една од причините за Кочани. Или многу причини концентрирани у една точка. Мора да сватиме дека и забавата и естрадата се и бизнис, ама се и место кај што се собираат многу луѓе кои лесно се индоктринираат, уште полесно можат да се заведат, оти тоа се млади луѓе во оние години, па се вртат све и сашта по ваквото и на крајот на краиштата безбедноста е број еден и за тие што се таму и возрастни и млади. Значи сите тие сегменти мора да ги како да ти кажам, ги спакуваме у систем кој ќе биде систем за сите. Ти благодарам уште еднаш, а вие, почитувани гледачи, продолжите понатаму да не следите на нашите мрежи. Ова беше трето издание на емисијата Проверитас, емисија за борба против лажните вести. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proVeritas.mk.